Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. Драго ми е што сум ваш домакин и денеска, односно и оваа саботна вечер, 19 часот и 15 минути, каде што ќе се потрудам јас, заедно со моите гости, со мојот драг колега DJ Брик, се разбира да пренесеме убаво и добро расположение во вашите домови или каде и да се наоѓате. Бидејќи е 8 март, би сакала да кажам дека да го честитам овој празник на сите жени, на сите дами, на сите мајки, баби, тетки, би рекла жени кралици, бидејќи со самото тоа што сме жени, веќе многу сме придонеле за овој свет. Верувам дека ќе се служат и мажите кои што седат покрај вас, или вашите партнери, или вашите татковци, дедовци и целиот машки свет. Што да кажам друго, освен дека треба да останеме дами, дека треба да останеме женствени, меѓутоа исто така и да се чуе јасно и гласно и нашиот глас, секаде каде што треба. Нема да должам многу, знам дека имам прекрасни две жени гостинки со кои што можеби малку повеќе ќе позборуваме за моќта на жените во овој свет. Да, ќе видовте фотографиите, време е да ја најавам мојата прва гостинка. Ви кажав дека ќе имам денеска две успешни жени. Првата ќе ја најавам како жена лавица, како жена која што го слушаше својот инстинкт и едноставно го посвети своето знаење, своето внимание и својата професија на помагање, би рекла, на повеќе луѓе, посебно на жените. Имено станува збор за Ирена Јакимова, основач на InSpirit Coaching, главен тренер и сертифициран обучувач по неколку светски методологии. Но за тоа нема да зборувам јас, ќе си ја повикаме овде до мене и заедно ќе ги отвориме темите на разговор. Ирена, повели. Добро ми дојдeva од далеку. Епте ми е драго, ти благодарам за поканата. Одлично. Каде би била овој момент, освен овде? Многу ми е драго. Искрено, ние се познаваме и лично. И драго ми е што една ваква личност ќе можам да ја представам и на нашите гледачи и на сите оние кои што не гледаат денеска, посебно на овој убав ден, 8 март. Да. Ти благодарам, почестена сум и уживам и во локацијата и во друштвото. Драго ми е. На почетокот веќе и вие знаете, но да ја објасниме и на Ирина, дека секогаш поставуваме така малце прашања кои што сакаме да ве запознаеме од малку поинаков агол. Ајде вака за почеток. Бизнис коучинг или лайфстайл коучинг? Што е тоа што би го одбрала? Може на ти, нели? Апсолутно. Добро. Ние се знаеме одамна, на публиката е исто. И на публиката да кажеме дека може на ти. Иако не сме се виделе кој знае од кога. Одамна, така. Јас често велам, не може само бизнис коучинг. Кога работам со луѓето, мора да се опфати целиот нивни живот, промени да се направат или тој раст да се направи или да се види од каде доаѓаат, и ние сме целосна личност која што се пројавува на некој начин и во својата работа. Така што јас работам и бизнис коучинг и лайф коучинг, лайфстайл коучинг, односно како да си го избереме, направиме животот во оние области што ни се важни, како да го направиме по наша мерка. Така. Можам да видам дека држиш и онлайн семинари, меѓутоа и претпоставувам дека имаш и тета-тет средби и така натаму. Што е тоа што би го одбрала помеѓу едното и другото? Да. Одлично прашање и често ме прашуваат, и двете се одлични, различни се. Работам еден на еден со луѓе, било да е тоа во нивните канцеларии или во моите простории. Работам со групи и тука е убавината на таа размена на енергија, на тоа целосно присуство. Кој е присутен некој, просто јас исто интуицијата уште повеќе можам да искористам, наблюдувам со сите сетила, остварувам еден подобар контакт. И онлајнот е добар за себе, зошто? Затоа што како би работела со други земји, со луѓе од други краеви на светот, ако не се сретнуваме онлајн, како би дошле на тие некои семинари, како би дошле жени од други градови, па и од други земји да присуствуваат. Значи, ние смалува географската оддалеченост и кога работиме еден на еден, има една дополнителна интимност и фокус. Само сме ние на екранот и просто ништо друго не ни одвлекува внимание.
Така. Значи, двете се добри, ги применуваме, ги бираме според околностите, според намената, што сакаме да постигнеме и што е возможно. Така. Ирина, што те прави среќна? Ме прави среќна, сега ќе зборам за сега. Може сега? некогаш ме правило друго. нешто друго било. Кога ќе си потврдам и осетам дека сум на своите шини, дека си одам по својот пат, дека живеам автентично, што би значило тоа. Значи, онака како што мене ми одговара, како што сакам со оглед на сите околности, нели? Среќна сум кога правам влијание во други животи, било да е тоа моите најблиски или клиентите со кои што работам. Среќна сум кога патувам, среќна сега може да голем има еден список, куп список кој што наброи. делува на среќата. Кога си пак од друга страна тажна, што те прави тажна? Нормално е да сме тажни сите. Одлично што ете ти мене ова ме праша за да пренесам една порака до нашата публика во една популарност на позитивно мислење, на изгледање одлично, на едно пројавување, нели секогаш насмејани, дотерани, среќни на социјалните медиуми. Просто заборавивме и просто како да не е прифатливо дека можеме да сме и тажни, и незадоволни, и лути. Сите емоции се дозволени, се човечки. Ме растажува неправдата. Ме растажува несакањето да се направи подобро кога ќе видам. Ме растажуваат случаи во светот или кај нас кои не водат кон просперитет, мир, развој, туку водат обратно. Ме растажува колку мала земја сме, географски, површински и со луѓе, а колку ни е тешко да напреднеме и да направиме, да решиме некои прашања за да ни биде уште подобар животот. Така. Се сложувам со тебе апсолутно. Омилен дел од денот? Навечер. Зошто? Навечер. Некако веројатно таков ми биоритамот и просто навечер се живнувам и сум фокусирана, концентрирана. Да пишувам, да читам, да правам што правам. Сега повторно поврзано со твојата работа, предавање на помала група на луѓе или да речеме држање на некои огромни конференции каде што твојот збор стигнува можеби и до поголема група на луѓе? Да, и двете ги сакам. Забележуваш, нели, како ми се одговорите? Апсолутно. Мојата идеја е да спојувам, да може и тоа. И просто кога ќе сватиме дека постојат различни начини на влијание и именување на светот, едно е пред голема маса, каде што допира твојот збор до многу поголем број луѓе и е можеби некако на површината. А уживам и во длабинското работење со помала група, каде што работиме на поголеми промени, подолго време, така што Во се навлегува во суштината, во подлабока суштина, да, поголеми промени се прават, поголеми исчекори се прават и сакам кога тие луѓе пак понатаму одат влијат на други. Значи пак се шири каскадно влијанието и едното и другото е добро. Она што јас сакам да го практикувам е да комбинирам, да менувам. Ти замисли да си нон-стоп пред огромна публика. Да изцрпува. Ете така, да. Се Значи ред едно, ред друго, како што ќе дојде. Омилено годишно време? Пролет или лето? Добра, значи по сонцето си. Негде мај, јули, да. Може. Да. Омилена книга и автор? Може би во последно време, без разлика дали е стручна литература или е нешто друго. Ги има многу, ги има особено неколку од мои менторки, ама ќе се навратам сега на една, ќе ја спомнам, што мене ми отвори некои врати во поинакво размислување, енергија, спиритуалност, применета психологија, тоа е Целестинското пророштво. Добра. Пред години ја прочитав и имам 3 пати препрочитано и би ја препорачала. Супер. На луѓе. Тие навистина во еден стил на роман, авантуристички напишано, а многу длабоки работи се учат таму. Одлично. И за крај на овој дел, бидејќи знам дека користиш многу техники, твоја омилена техника на работа? Многу користам НЛП. Тука сум мастер практичар, НЛП коуч, значи тоа се провејува низ целата моја работа, бидејќи е спој на функционирање на мозокот, јазикот, телото, сите наши делови. Многу ја сакам кога ја користам Points of View методата што ја донесов тука, тоа се фотографии, карти со зборови игри, многу брзо допира. И главна метода ми е целото моје искуство, целосно присуство и интуицијата да ја слушам. Што убаво. Да. Супер. Ти благодарам, Ирина. Се гледаме на другата страна од студиото. Драго ми е.
денеска сум решена дефинитивно да имаме убави и прекрасни жени овде во студиото, кои што секогаш имаат што да кажат, квалитетно да кажат, се разбира. Втората моја гостинка е исто така многу успешна во својата работа, и тоа во полето на психологијата и психотерапијата. Има големо искуство и во human resources, односно, ајде како да го речеме тоа, човековите ресурси. Тоа значи дека и добро ги познава луѓето или барем може добро да навлезе во нивните карактерни црти. Како и да е, драго ми е што незиното искуство нерезервно го споделува со своите клиенти и на моje големо задоволство ќе ја повикам Зорица Николова, па со нејзи ќе се позборуваме на оваа тема. Зорка, повели! Овако, далеку масава ни е многу голема, ќе се жалам на продуцентот да ни стави една помала маса. Се шалам, се разбира. Ова не за друго, бидејќи не можеме убаво да се гушнам и да се бакнем. Подобро би било, има една блага дистанца, би можело да е малце пократко. Да. Ајде за почеток, психологија или психотерапија? Ако треба да се одбере. Иако предпоставам дека тоа е тесно врзано едно со друго. Многу тесно врзано, некако нема едното без другото, меѓутоа многу добро знаеме дека денеска психотерапијата е посебна гранка и генерално може многу профили пред да бидат исти психотерапевти, најчесто со областта на хуманите науки, психологија, социјална работа, политика, психијатрија, која е медицинска наука, меѓутоа тоа е тоа што некако би било како предуслов за психотерапијата. Така. Утро или ноќе? Па малце повеќе ноќе. Да. Морено книптици сте ми двете. Некако јас сум признала. Некако да. Некако да. Добро, човек никогаш кога е ноќе се смирува, нели заспива градот, па можеби и ние се стишуваме, па можеби повеќе мисли ни доаѓаат навечер. Кој да знае? Го преживуваме денот што сме го поминали. Индивидуално, да, ама мислам дека еве ние тука некако повеќе но книптици од аспект на тоа дека најверојатно креативноста се буди можеби повеќе тогаш. Ајде, каква е ситуацијата кај тебе? Поединечни сесии или можеби групни? Има убави на едното и другото, апсолутно. Во моментот баш работам на еден проект за родителство, каде што имам баш онака чест да работам со пар на деца и на родители, која е групна терапија од барем 10 пара родител и дете, и навистина одлично искуство, малце е така челенџинг за нас, нели како професионалци кои го водиме сето тоа, меѓутоа убавината на еден исто така за мене можеби е така по исполнувачка. Предпоставувам дека резултатите се можеби и повидливи кога се работи со индивидуално отколку кога се работи со група, иако не мора да значи, не е правило, ама предпоставка некоја моја. Повторно е многу индивидуално, меѓутоа да, мислам дека ти окей, некако полесно можеме тетате да разговараме за каде е напредокот, каде е предизвикот, полесно оди отколку групна динамика. Меѓутоа секако се гледаат промените кои што доаѓаат после, доколку луѓето се навистина ангажирани внатре во терапијата, така да тоа е тоа што после нас не исполнува. Знам дека едно време беше страствен вежбач. Што би одбрала помеѓу? Малку страствен сега, меѓутоа да, вежбач уште, да. Фитнес или кросфит? Сега е фитнесот. Да, раните 30 беше кросфитот раните 30. Предпоставувам некако и со самиот процес нели на старење кој доаѓа и телото си бара некоја друга динамика, некако сега повеќе да сме вителни и фитин ми е по така за мене. Бидејќи сабота вечер, добро, би те прашала саботна седенка со пријатели или можеби излегување и џуркање до раните утренски? Раните утренски часови, не знам дали повеќе, меѓутоа да, генерално јас сум социјална и повеќе од вообичаено, така да мислам дека повеќе би било нешто надвор. Мада тука ќе кажам баланс. Една сабота вака, една сабота така. Твоја омилена техника на работа? Па јас генерално сум европски сертифициран системски семеен терапевт, така да семејната психотерапија таа што највеќе ја практикувам, меѓутоа сакам да измешам повеќе техники, некако интердисциплинарноста и во таа област мислам дека е таа што дава највеќе резултат. Индивидуално, да се обидеме да пристапиме индивидуално до секој човек. Кафе или чај? Чај повеќе. Браво. Една од ретките си што ми дале вако подбор, обично кафе, се никако не се може без кафе, меѓутоа чај повеќе. Омилена боја и зошто? Никако белата. Иако мислам дека за филмскава денеска, за филмски тука се и се гледа. Омилено превозно средство? Точак.
знаев. Да, А сакам да те прашам, велосипед или автомобил, знаев дека ќе ми вратиш. Дефинитивно е велосипедот. Некако мислам дека Скопје е така створено некако за велосипед, особено што А пружа прилики сега Пружа. навистина има можност да се вози велосипед низ Скопје. Особено тоа што мене ми прави многу окей, затоа што јас можам кеот да го користам некако на тие дестинации кај што се движам и така. Супер. Така. Омилена книга и автор? Па не би можела да кажам омилена, меѓутоа еве тоа што некако Во моментов која што ти не знам. јас ќе кажам едно што за мене е некако ongoing секогаш, што е Карл Роџерс како се станува личност. Седи дома вака на посебна маса како мала Библија. Супер. Да. Зука, ти благодарам, се гледаме Се гледаме. тамо. Ајде. Keep the fire. Еве сум, еве ми го и диджеј Брик конечно. Предходната емисија ни недостасуваше и морам да го прашам каде беше и зошто ти мене ми кидна од... Требаше јас да бидам диджеј. Ќе кажам само политички поради оправа да ни причини. Ма јас така и реков, ама после очекувам оправдување вака со штембили, со се. Добро, Со тоа ќе печати, биде. со подписи. Важно, добро си помина каде и да беше, Супер. успешно се надевам се. Не знам дали знаеш дека од предходната емисија си имаме нови спонзори, нови помагатели. Супер, Тоа се баш, Лариф од Саманта. И покрај тоа што си добив јас подарок, ќе им доделиме и на нашите денешни дами, односно ти ќе им додадеш вака како джентлмен, може? Може како. Нормално. И бидејќи диджеј Брик ми е овде, не може да не го искористам прашањето што тој мисли за 8 март, односно за денот на жените. Јас мислам дека секој ден треба да биде 8 март. Апсолутно. Сепак, честит 8 март на сите жени. И на сите дами, и на сите наши гледачки, и на сите оние кои што се разбира од женскиот пол. Брик, каква музика ќе слушаме денес? По повод празникот, денеска немаме да имаме жанр, Добра. ќе имаме претежно женски вокали. Може, лајкет. Супер, те оставам тебе со музиката, јас си одам на позиција, се разбира, кај моите прекрасни гостинки, каде што ќе си разговараме на нашите теми. Уште еднаш добре дојдовте сега од оваа страна на студиото. Навистина ми е драго што ве имам овде на гости. Па ајде за почеток на неопходно прашање би рекла, како воопшто започна вашата приказна со ова што го работите денеска и со ова што сте всушност денес? Небитно, кој прв? Јас, ајде. Добра, да, во право си. Елена, претпоставувам дека во средношколските денови кога се одлучуваш каде треба да одиш понатаму, кај мене беше една дилема помеѓу биологија и психологија и некако во 4-та година одлуката природно, иако се спремав повеќе за биологија, одлуката некако колешки. Да, одлуката природно некако отиде на кај психологија и од тогаш до ден денеска баш некако мислам дека живеам психологија во секој домен од се што правам. Така, Ирина, како започна твојата приказна? Вака сега кога прашуваш, ќе се присетам, имаше зачетоци и во детството и во младоста. Сепак почна да ми станува јасно дека сакам да работам на развојот на луѓето и поттикнување, искористување на нивниот потенцијал, мотивација, едукација. И кога видов дека ми оди, беше кога веќе доста работев во областа на маркетинг и рекламирање и односи со јавноста. Прво беше таа моја кариера и почнав полека да се обучувам, да читам за ова, да правам планови чекори. И веќе кога се отиснав да ја работам оваа работа, така и го правев паралелно. Ред учев, ред работев. Па потоа додавав нови знаења, нови техники и просто сватив дека едно е да имаш нели желба, дарба, да подучуваш луѓе и да мотивираш, друго е да се обучиш и тоа да го правиш професионално. Така што следеше тука една едукација во последниве 15 на години многу повеќе од она што сум учела претходно и на факултет и на постдипломските. Така, човек Некако морам да се надополнам Нели? на Како? Ирина. Мислам дека овие професии се професии што апсолутно бараат надградба цел живот. Да. И надградба така е. Личен И се- раст и развој на самите нас како професионалци за да можеме да дадеме уште повеќе. Плюс и на нас, така е. И
и си бара методологија, си бара пристап. Затоа реков, едно е ти да имаш дарба, желба, талент, друго е да се обучиш за професионален обучувач на возрастни или коуч, или коуч по различни методологии. Не е само желба, дарба, туку си бара треба методологија. надоградба и на самиот себе, за да можете тоа да го пренесете и на клиентите. Особено ако сакаш да работиш на светско ниво. Така. Нема импровизација. Ајде конечно да направиме една дистинкција помеѓу тоа што значи коучинг и што значи психологија или психотерапија, бидејќи многумина некако не може да направат разликата, а очигледно е дека постои. Па ајде вака вие како стручни лица да ни кажете која е главната разлика? Разлика постои апсолутно, нели? Заради мислам дека тоа што е заеднички е баш ова што го кажа Ирина, пред се помагачки професии, каде што ние работиме со човеков потенцијал. Мислам дека ќе се служи Ирина и во едната, и во коучингот, и во психотерапијата или во советувањето психолошко, тоа што е најважно е клиентот да сака да направи промена. Пред се, од тука е стартинг поинтот за се понатаму. Разликата Ирина ќе се каже своето, јас мислам дека психотерапијата е таа што доаѓа некако како круна на психолошката надградба, а тоа е еден така макотрпна едукација од доста години, не само нели техники и теоретски дел, дополнително и пред се работата на сами себе. Психотерапијата е една од науките, нели професиите, каде што ти генерално стануваш подобар со твоето животно искуство. Така да тоа е тоа што буквално ние супер можеме да познаеме теорија и техники и методологии, меѓутоа нашето животно искуство како човек е тоа што возможува да тие техники се применат, така да работата на себе е таа што генерално мислам дека е водечка во овие професии и желбата да навистина сакаме да препознаеме човечки потенцијал и некако да најдеме креативност и умешност да тоа некако го потикнеме да дојде повеќе на површина на видливост. Да, еве ние како правиме дистинкција, психотерапијата на некој начин негува, лекува. Нели? Ја работи со психата, коучингот не лекува. Туку работиме со личности, кои што се, како би рекол, нели да изберам збор, се чувствуваат сосема добро и не гледаме функционални, не лечиме од минатото, иако ќе додадам нешто, некој нели чекори што сепак користиме. И сме тука баш како еден водич тренер да постигнат нешто што посакуваат, а до сега не можеле, не знаеле како, не им одело. Или воопшто не ни знаеле дека можат нешто и да сонуваат да постигнат. И ги водиме. Да, во некои моменти работиме, барем јас, бидејќи сум обучена по тие методи, работиме со некои делови од останати детски верувања, емоции, образци од семејството, системски, нели, просто сваќаме дека некој го копира животот на своите родители или сосема спротивно. Може тоа го гледаме и тука помагаме да ги надмине тие верувања или блокади. Значи, главно тоа е разликата и јас често, кога има такви случаи, или препраќам кај психолог, психотерапевт. Можете ли да препознаете што на кого му помага? Со оглед на тоа дека јас можеби сакам да дојдам за лайф коучинг, да се образувам и така натаму, меѓутоа мене реално да ми треба психолог или психотерапевт или обратно. Така, да. Или препраќам, или ќе ми речат јас одам или одев, ја речам браво, да одиш и понатаму, одиш ли и кај психологот и кај психотерапевтот, или праќам кај енергетски практичар кој тоа потребно. Од друга страна пак и психолози доаѓаат кај мене на коучинг. Што е одлично. Тие си ја знаат професијата, а може би во тој момент прашањето им е како да го спроведам ова или кои па мене верувања ме спречуваат дали да го направам она. Тоа е разликата. Често пати ми доаѓа така како прашање во глава. Ќе речеме добро психолог е, што ме психолог може сам себе си да си помогне, ги знае сите техники, технологии, знае како да дише правилно, знае како да се смири, бидејќи да бидеме реални, живееме навистина во еден малку и стресен малку повеќе би рекла. Стресен живот со сите околности од светско ниво па да не изборуваме овде кај нас на локално ниво. Како сето тоа делува на нас, на нашата психа, на нашата добробит е веќе повеќе од јасно.
Но како вие и дали на луѓе и професионалци како вас, можеби му треба исто така професионалец? Дали често знаете да поразговарате со некој колега, да видите докаде сте, како сте, што сте, дали сте на вистинскиот пат и слично? Апсолутно, да. Апсолутно, Елена, јас ќе се дозволам прво да додам на прашањето. Јас мислам дека не само што е неопходно, и треба. Значи, генерално, јас како психотерапевт имам задолжителна супервизија, која нели треба да се прави, тоа е супервизија каде што ние работиме на одредени нели случаи кои треба да се да се слушне и друго мислење, дали од менторот, дали од колешки. Исто така, нели во психотерапијата е познато котерапирањето, значи јас со некој друг пиер котерапевт, така да тоа е многу благородно, затоа што генерално во исто време може да се консултираш некако два ума секогаш се подобри од еден. И тоа е тој момент на системна поддршка. Јас лично нели имам свој психотерапевт, апсолутно се согласувам со Ирена дека нели и бизнис коуч е во ред и потребно е, повеќе од потребно е. Сите Натали, како Елена, љубам да кажам, кога ќе дојде клиент на сесија, јас викам, окей, ако помага астролог, ако помага енергетски практичар, ако помага лайф коуч, ако помага и психотерапевт, на сите, колку ние сме во можност да одиме на повеќе работи, сите тие права да имаме уште поголеми ресурси, за да можеме да имаме оптимално здраво, функционално функционирање во текот на секојдневниот живот, затоа што кажа и ти, генерално живееме во многу стресно време. Прединамично и престресни. И ќе потенцирам, Елена, одлично што го изнесе прашањево, бидејќи нели вие сме од таа област, воопшто. Една силна порака сакам да испратам, а тоа е дека кај нас особено, во нашава земја, па и пошироко подневје, има едно табу врз темата психа, ум, мисли, работа на нив, така? Значи дека не е неопходно, дека е срамота, дека си болен ако одиш на психотерапевт. И сакам сега да се обидеме да го ставиме во ист ранг со одење на забар, одење на фризер. Здравје, значи станува збор за ментално здравје, како што станува збор за емотивно, за физичко здравје, за секакво здравје. Ментално здравје, значи мора некако да ги освестиме луѓето дека некогаш и дури физичкото здравје ни зависи од тоа ментално здравје. Тоа е се една целина. Неприкосновено, како се поврзани, да. И еве дури и да не е здравје, значи еве да си ментално здрав, што и да значи тоа, се исто широка тема. Ти треба промена на начин на размислување и гледање на одредена ситуација, што го нарекува нели мајндсет, често мајндсет. Знаеме да заглавиме често никаде, да останеме често во долга ситуација која што смета. Или ги правиме истите пристапи, не веруваме или да дополнам. И јас сум одела кај коучеви и свој психотерапевт, имам колешка која по потреба на неколку месеци ќе ја исконсултирам порано, можеби во некои периоди и почесто, за да јас ги наместам сите делови од мене да функционираат добро за мене, добро за клиентите, добро за семејството. Не е лечење секогаш, нели, ако ти одиш да се спознаеш себе си, како размислувам, како носам одлуки, нели, кои ми се силни слаби страни. Затоа е препорачливо да се работи со психолог, да не се штеди тука и да не се срамат луѓето. Апсолутно. Одлична е пораката што дека праќаме. Тоа не ми треба или па дури некогаш пиење одредени суплементи, витамини, нема да навлегувам во лекарството, ти не смеам, тоа не е моја зона. Некогаш не знаеме дека мало апче хемија, некој витамин, некоја аминокиселина што ни фали за да во мозокот израмни хемиски баланс на хормони ќе ни го промени. Затоа и постојат суплементите. Значи затоа постојат, медицината затоа постои, во одредени нели ситуации се повеќе од потребни. Јас ќе се согласам, не навлагам во медикаментите затоа што не е моја област на експертиза. Меѓутоа во секој случај витамините и суплементите и тоа како нели во одредена возраст особено се потребни. Или кога имаме особено па некоја состојба која во одреден период нели промената влошена без разлика. Како правите гард, сега ова го кажувам во насока на многу често сме, јас за себе сакам да кажам дека можеби сум емотивна личност, нели? И кога слушам некој како ми кажува за своите проблеми, како се соживувам, нели? Го преживувам сето тоа, сакам да помогнам, меѓутоа како вие го држите тој гард да не сето тоа што го примате во вас делува на вас. Со оглед на тоа дека кај вас поминуваат илјадници луѓе, стотици луѓе кои што ќе дојде, ќе ви се пожали, ќе ви се расплаче, ќе ви каже некоја тешка животна состојба, ситуација. Можете ли да го избегнете тој момент или и како се браните, ајде, реално кажам?
Ако воопшто постои таков систем, тоа сакам да Секако прашам. дека има техники Да. во кои ние нели можеме повеќе да се заштитиме. Меѓутоа, јас повеќе би рекла тоа да го isprocesираме тоа што ќе прострои низ нас, затоа што и едната и другата професија, себе сега зборам нели за психотерапијата, бара од нас да ние сме да имаме висок степен на емпатија, за да можеме да дадеме многу повеќе во сеансата. Токму тој висок степен на емпатија, доколку нели јас потоа надвор од моето професионално ангажирање немам систем на како јас да се избалансирам, како јас да се исполнам, нели сите имаме различни начини како тоа го правиме, би дошло до ние тоа што го викаме емоционално согорување, бурнаут нели познат, а најчесто доаѓа од премногу емпатизирање. Тоа е тоа, постои во психотерапијата нели како процеси и тоа е тоа што ние професионално треба да го работиме. Значи ние работиме супервизиски на техника како ние можеме да сме секогаш за клиентите 100% тука, а во суштината нели не направи кај нас, затоа што Таков дисбаланс, кој што би делувал конкретно затоа што на и вас. ние седејќи сега овде имаме комплетна размена на енергија која ќе се осети на ТВ екраните. Така да тоа е тој момент каде што ние кога работиме со енергија нели и емпатијата прави момент да нели после некој гардот не можеш да го ставиш кога работиш. Не може, затоа кажувам, не може. Од после тоа што треба да се работи, нели тука е многу индивидуално, верувам дека Ирина ќе се служи, сите имаме различни начини. Да. Јас тоа што ќе кажам е дека е многу важно да имаме се повеќе начини. Колку што можеме повеќе начини да внесуваме новитети, така разновидни, колку што може повеќе да имаме новитети во тие начини. Зошто? Затоа што тоа е тоа што прави нели когнитивно освежување на нашиот мозок и што генерално не става во позиција да ние сме пофлексибилни. Да. И верувам дека овде и таа физичка активност која што споминавме и тоа шетање, тоа движење и така натаму делува како некој вид на вентил од она што го слушате, да речеме, во текот на денот. Ирина, предпоставам слично и кај тебе. Значи еве неколку вида техники, ментална, емоционална и физичка. Физичката е раздвижување, туширање, пиење вода, телото да нели да се Фасцинантно колку е потребно туширањето, нели? После енергетска. Да изчисти се, да изје енергетско, да. Емоционални и ментални техники се враќам на свесноста дека јас сум овде само алатка, испроводител и помошник. Да, огромна емпатија, ја гледам, ја забележувам, но се обидам да не ја примам како чувство и емоција состојбата на клиентот. И плюс, исто така, кога има ситуација, нели клиенти, имам по 2-3 сесии да се жалат, но ја ги враќам, ги вадам од таа состојба на жалење, на што беше, на ова е вака, да се навратиме во една ситуација на што сакаме да биде. Значи, се издвојувам и си велам, ако ти не се чуваш, не можеш да помогнеш и на другите клиенти понатаму. Ако се ти пропаѓаш заедно со нив, пропаѓаш условно кажано, или приимаш се и тоа. Да. Добро, баш психотерапијата е малку поразлична. Таму е веројатно поинаку, потешко, да. По начинот на лекување, затоа што овозможувањето на психотерапевската релација во суштина е јас да можам да ја просторам низ мене емоцијата, за да може клиентот да се дозволи да почувствува. Значи, идејата е да ние дозволиме дека ова емоција е во ред, особено кога работиме тешки емоции или кога се работи загуба. Значи, кога работиме загуба, трауматско, PTSD, значи зборам за тоа нели што генерално може да се работи без дополнителна помош од психијатријата, е нешто каде што колку јас ке дозволам емоцијата да е валидна, да е окей, да ја валидираме дека е тука и дека постои, да дозволиме да ја чувствуваме. Тоа што јас ке го покажам дека е во ред да ја чувствуваме е тоа што го учи во суштина клиентот дека е во ред да ја процесираме оваа емоција. И сега бидејќи повторно ќе кажам 8 март, денот на жените, јас верувам дека и двете повеќе работите со жени. Моја претпоставка, ќе ме поправите доколку не е така. Во насока на тоа дека имам чувство дека жената секогаш првично, не за друго, има повеќе храброст, условно кажано, да зборува за своите емоции, да ги искаже своите емоции, да сака да напредне, кај мажот е тоа малце по-круто, нели? Јас можам се, можам сам да си помогнам, мене не ми треба никаква помош и така натаму, но повторно ќе кажам, дали е жената позагрозена во ова општество, во системот во кој што живееме, според вашето искуство? Еве, ајде да преземам и да раширам сликата, за сликата за 8 март. Си велам, што одредиле некој ден да биде меѓународен ден за нешто, значи дека на тоа нешто му треба посебно внимание. Зошто немаме меѓународен ден за мажите? Како така, нели?
значи дека има нешто на што треба ние да се подсетиме, осврнеме, правиме повеќе и поинаку, штом е одреден некој ден. И тој ден е историски избран. На тие денови се случувало да некакво право им се одвои и освои на жените, од храбри жени и секако, и служи да не присети дека голем број права не ни биле возможени и тоа години назад. До скоро. Не е толку далеко. Па и денес дека голем број права ги немаме. Сега некој ќе рече што ви фали, се ви е дадено. Суптилниот притисок на културата и на очекувањата од општеството врз жените прави да тие просто самите бираат некои однесувања и избори каде што се ставаат себе си во втор план, последни. Некои бројки што скоро ги читав е дека повеќе поголема бројка жени заболуваат од рак, особено рак на градите, кај нас во земјата, од колку мажи. Поголема бројка жени во светот, сега не се сеќавам точно на бројката, заболуваат од автоимуни болести, каде што нели организмот од што не може кон надвор да искрми од себе. Да. И да се вратиме на прашањето дали работиме повеќе со жени. Јас кога тргнував и почнував ова да го работам, немав ни појма дека имам ваков повик кој дојде подоцна со освестување и знаци, медитација, све дека треба да работам со жени повеќе, на нивното лидерство, освестување. И можам да речам дека не знам, 7-8 години назад ја и не знаев, ако ме прашаш што уште, освено на што го знаев како општо за лидерство или за комуникација или за една лична одличност, би можело со жените да се работи. И последниве години, 5-6 од пред пандемијата наму, јас многу изучив и се обучив, специализирав на странски академии, токму за тоа, за тие нијанси, како ние жените поинаку размислуваме, поинаку носиме одлуки, поинаку веруваме во себе и во другите. Пак ќе фатам статистика, ама немам точни бројки. Да, без разлика. Жените повеќе веруваат, жените помалку веруваат, и жени и мажи помалку веруваат и очекуваат од жени и од други малцинства. Ова ми е пак некоја светска статистика заклучок. Исто така, и жени и мажи побрзо и полесно критикуваат жена за незините грешки од толку маж, на пример. Така да, затоа е битно да се обележува, да се зборува околу празников и се. Ја имам и клиенти мажи со кои што работам, тоа тие се Не се сумневам, меѓутоа така како бројка некако мислам дека жените имаат повеќе. Исто се согласувам со Ирина, има едноставно жените некако Поставувам дека свесноста за емоциите, како што го кажа, тие тоа што во суштина ги доведува и ќе се сложам со тебе храброст. Да, заслужам со тебе храброста е таа што храброста да направиме промена е некако таа што повеќе поттикнува на акција. Меѓутоа ќе кажам исто, да, јас имам прекрасни мажи, момци, нели дечки, па и помлади, да, кои што стварно се практикуваат. Морам да признам некако кај нас после короната имаше подигнување на свесноста за менталното здравје, менталната хигиена, како да го кажам поедноставно. Меѓутоа се уште имаме работа на тоа дека ова баш треба да е една секојдневна практика и нели тука морам секогаш споменувам дека треба да има и системски промени за менталното здравје да биде на повисока свесност како дел од глобалното и целокупното здравје, затоа што треба се повеќе да возможиме пристап до поширока аудиторија за се тоа. Токму и затоа некако ми дојде идејата да еве професионалци како вас токму на овој ден бидат наши гости и да позборуваме малце на една ваква тема. Ајде малку, дека бидејќи сепак ние забавна емисија, колку имате можност да, односно кои се вашите ритуали на опуштање, можеби? Кои се вашите ритуали? Дали во текот на сесиите некаде во позадина можеби оди музика? Дали Дали е дозволено тоа во текот на сесиите? Јас велам зошто да не. Јас бидејќи сум љубител на музика, не би ми сметало ако негде во позадина оди некаква музика. Како функционирате на тоа поле? Да, бидејќи јас спомна музиката, јас одма ја кажам, за мене дел од целите уметности за нешто што стварно го практикувам и е генерално многу битен елемент за моето опуштање. Исто. Да, многу битен елемент, дали ќе биде тоа нели театар, филм, музика, апсолутно е нешто што навистина мене ме опушта. Уметноста секогаш ми била начин да ги канализирам тие тешки емоции кои нели
циркулираат низ мене во текот на денот. Сакале или не, Не може нив да се избега. Јас конкретно имам музика, значи во чакалната има и радио и винил, така да и некој можам на клиентите и сами некогаш да се пуштат додека чекат или некогаш може да се задржи некој 50 минути има циркулација на клиенти, некако има една посебна чакална каде што може да се пуштат музика и генерално јас си сакам да оди во позадина, затоа што мене ме релаксира, меѓутоа секогаш прашувам дали им смета или не им смета, затоа што ние сите сме различни и различни нервно-вегетативен систем имаме. Меѓутоа генерално мислам, верувам дека диџејот ќе се согласи дека музиката е тука за да не опушти. Сега ќе дојдат уморите. Ти мисли прашање само што Ирина да ни одговори. Да. Користам музика во групните активности, работилници или кога се надвор, повлекувања, работење викенд. Како јас се релаксирам? Да, со музика, да, со патувања, да, со се што ќе ми вака даде знак дека ова ми убаво, ова го сакам. Ова сакам да направам, да. Што си доаѓа од внатре. Со естетика, со ова. И тука сакам да се приседам на ова. Нели има една изрека, велат, ако ти даде животот лимуни, ти направи лимунада. Јас од пред некое време тоа го покачив скала погоре и реков, а зашто не и джин тоник? Например. Така што се што ќе ми се пружи како уживање, задоволство, релаксација, јас велам да, ако можам. Временски, физички. И просто некако колку да е напорно, јас така активно и во уживањето се впуштам. И сега бидејќи ве прашав да одберете по една ваша музичка номера, да биде македонска музика, се разбира, бидејќи ја поддржуваме македонската музика. Ирина, ќе започнам со твојот избор. Мора да признам, одличен ви е изборот, баш ќе се потсетиме на прекрасни номери. Тоше Проевски и Каролина Гучева, Немир. Да, режија, ако може да ја слушнеме. Без тебе не можам светот да сакаш, би ти го купил. Грешев што грешев, само Бог би ме искупил. Многу време сама спијам, нешто да сменам, кому да кажам, без тебе не можам. Штом ќе го спомнат твоето име, солзи се будат, ајде дојди утеши ме. Сакам
Одлично уживавме во номирата на Туша Происки и Каролина Гучева Немир. Ние овде немаме немир, имаме таков мир и таква убавина. Верувам дека ја пренесовме и во вашите домови. Инаку, ајде прво прашањата на Брик, па потоа ќе одиме со номирата на Зорица. Па по повод празников, Ајде. ви прашал околу женскиве вокали денеска што ги пуштам. Кои ви се омилени наши женски вокали и светски? И зошто е? Супер. Да, одлично. Иле малце тешко да се издвои, или кога ќе дојде вака моментот да кажеме нешто. Од нашите, да, мислам нема муавет. Калиопи и Каролина, стварно не би можела да одвојам нешто вака поспецифично од нашите. Јас сум љубител повеќе на женските вокали. Леле, стварно знаеш дека не може човек да одлучи вака од прва. Еве вака има Марета Френклин одма прва вака едно винил во чекална. Мислам дека нема некој што нема да го опушти тој вокал. Инаку да, јас сум љубител и на електронската музика, така да. Ја знам. Да, така да. Еве некако Рошир Марфи би ја ставила, да, Рошир Марфи би ја ставила овде, да. Одлично. Иринка? Супер. Женски вокали кај нас во Македонија просто не можеш да издвоиш. Сите што се Стварно има пробиле добри се вокали, добри. да. Првата песна што ми избиднели за избор беше од Каролина, Штом сакаш, таа многу ја Убаво. сакам, ама после ми дојде идеја, желбата да оддадам почити на Тоше и ми се допаѓа нивниот дует со работката дека иако е нели жени и женски вокали, сакаме да бидеме рамноправни, да си помагаме и мажите и жените. Не знаев ни дека се вика Немир, само ја знам по недели верувам во љубовта. А од светските ми се... Љубовта е моја религија. Така беше. Тоа сум го запамтила, нивната заедничка соработка и придонес кон тоа. Од светските ми се Алиша Кис, сум ја гледала, Шаде, одличен вокал. сум ја гледала. Мелоди Гардо, не е многу позната, но таа ми последниве неколку години онака баш водилка, Даяна Кроу. Просто Супер, е сега што супер. вели Зорица, ако тргнам да набројам, нема крај. Нема крај. И види ги Нема крај. опасници имаме овде. Така е. Тоа Одиме би со втората номера, со изборот на Зорица, Да. значи Валерија и Бојс. Бојс, Да. Карамфиловски Бојс, а веднаш потоа и реклами. Средоземна клима, најдобро, годи кога не сме заедно. Реума и сега спомнува, една зима за нас последна. За мене се јужни ветрови, хоризонти, плажи песочни. За мене е една девојка, нежна како сина лаванда. Валерија, да си барем малку слободна, да седнеме. Нешто ми е тажно без тебе, па да молчиме и гледаме. Сонцето кетивко завоѓа, а во таа лука љубовна пред нас ке е ноќ романтична. За тебе јас ке запливам, на морско дно ке допливам и ајкула ке победам и бисер ке ти донесам. За тебе јас ке полетам, од небо златни звезди ќе соберам. Средоземна клима, најдобро, годи кога не сме заедно. Реума и сега спомнува, една зима за нас последна. Валерија, да си барем малку слободна, да седнеме. Нешто ми е тажно без тебе. За тебе јас ке запливам,
соберам. За тебе јас ке запливам, на морско дно ке допливам, и ајкула ке победам, и бисер ке ти донесам. За тебе јас ке полетам, од небо златни звезди ке соберам. Овде имаме 3 Dancing Queens, кои што верувам дека кога ќе се најдат на подиумот, ќе бидат и повеќе од кралици. Дојдовме некако многу брзо, но до крајот на оваа емисија и на прашање кое што е неопходно и секогаш го поставувам на крајот е кој е вашиот фидбек од она што го работите, од она што го стварате, од тоа што сте вие. Не е тешко малце вака да сублимираш све во неколку реченици во толку кратко време. Јас вака некако тоа првично што ми доаѓа е дека изборот на оваа професија генерално е за мене мислам самото постоење. Фидбекот кој доаѓа од клиентите е промената која успева да прават кога ние работиме заедно е нешто што за мене е благородно, што ме прави да едноставно сум пострекна, поисполнета личност и онака, знаеш, некако во овој момент ке се повиканото што вика старите, некако здравје да не служи сите и мислам дека додека го негуваме тоа што вистински го сакаме и тоа што ни растрепирува душата е генерално тоа што во суштина ќе направи на и срекни и позитивни и исполнети, така. Ирина, кој е твојот фидбек? Да, многу слично, ти сме слични некои помагачки професии. Верувам дека едно од најголемите задоволства, ако не и најголемото е човекот да се себе реализира, или да стане она што навистина може да биде, не мора сите да сме исти. И задоволството да го работиш она што навистина го сакаш, на начин на кој што го сакаш и кај што даваш најдобар придонес. Фидбекот е задоволството. Прво што сум си дала дозвола и сум креирала можности и околината, семејството ме поддржало во тоа, да можам тоа да го работам. И гледајќи ги успесите на тие различни луѓе и различни видови успеси, тоа е фидбекот кај што велам да корисна душевна храна. Давам придонес. Буквално. Да, преку мене се менуваат некои нешта на подобро, колку можеме толку. Апсолутно. Ви благодарам и на двете. Прекрасни сте. Благодариме на поканата. Одлична емисија, честито што си ја креирала. Ви благодарам. Ви благодарам од срце. Да си имате прекрасна... Се гледа дека се работи од срце и овде во студиото. И да знаете дека е така, да. Се гледаме секако во некоја наредна прилика, меѓутоа претходно дали може да ги подариме подаруците на нашите дами? Тоа е од нашиот спонзор Ларив, кој е парфем. Благодариме. Да, многу. Да ни мирисате убаво, како и секогаш. Touch of a woman. Да, да си touch of a woman. Така и треба да биде. Уште еднаш голема благодарност. Овде мафтаме, се одјавуваме. Чао, се гледаме повторно сабота во оној стандарден термин 19:15.